Екс-шампионите тешки 6 титули, Слога Југомагнат и Работнички по 4,5 години му се враќаат на големото ривалство. Овие двајца фудбалери од скупно 21 за Работничка оваа сезона. Импресивна бројка. Димовски корнер да ја проследиме оваа стандардна ситуација. Еве шанса за Работнички, 1:0. 1:0, брзо водство за Работнички. Вандеир, човекот кој што успеа да биде активен на стартот и 1:0 водство за Работнички. Тоа е Вандеир, Оливеира Вандеир, гол број 2 во четвртиот настап за него. Ќе видиме уште еднаш оваа ситуација. Димовски, десниот бек на Работнички, изведе корнер. Вандеир беше таму лево на втората статива. Одлично скокна таму Боби Божиновски, точно на ногата на Вандеир. Тројца фудбалери во составот на Слога Југомагнат посматрачи во оваа ситуација и Работнички доаѓа до водство многу брзо, уште во третата минута. Организира полуконтра Работнички. Глигоров има Димовски по десната бочна позиција. Добро уфрлање кон Савич, сепак оди напред Савич, еве шанса за Работнички. Вандеир е лево, Божиновски е слободен, Савич, Божиновски 2:0. 2:0. Боби Божиновски, гол број 9, доби асистенција од неговиот соиграч со кого до сега беа во начело на лидерската, начело на листата на стрелците, и тоа е гол број 9 за Боби Божиновски. 28 минута. Ја гледам уште на оваа ситуација. Одлична акција на Работнички, веќе тивко на трибините на Чаир. Дали е ова можеби решавачкиот момент на надпреварот, дали овдека завршуваат сите надежи на Слога Југомагнат дека ќе може да му се спротивстави поравноправно на актуелниот лидер. Одлична акција на Работнички. Боби Божиновски ја продолжува голгетерската серија во изворен ритам. Се наметнува со добри игри, можеби за дресот со државниот грб овој фудбалер. И настапуваше пред 2 сезони во Ветра, во Полска, и сега со 9 погодоци. Еве сега нова шанса, ја следиме акцијата на Савич, можност да се изедначи на листата на стрелците. 9-9, меѓутоа не. Сега погодува Тодоровски. Идеална позиција за Савич да се изедначи на врвот на листата на стрелците со Боби Божиновски со 9. А гледам уште еднаш оваа ситуација, погледнете каква дупка во одбраната на Слога Југомагнат. Минува таму Савич од идеална позиција со лева, не успеа да погоди на линија топката, меѓутоа многу блиску Тодоровски. И Работнички веќе има убедливи речиси, недостижни 3:0 против Слога во 28-та минута од надпреварот. И само мала исправка. Значи, сепак стрелец на третиот гол за Работнички е Вандеир, него втор на овој надпревар. Гуџуфи. Купно трет за Вандеир во досегашното првенство. Ева сега најголемата шанса за Слога Југомагнат, дефинитивно. Па Фернандо, комотен Фернандо, оди напред Аламеровиќ, еве шанса за Неџипи и истрчува таму Наумовски. Тврдо топката Наумовски, апсолутно е коректно дупата на Ставлев. Наумовски пред Неџипи, уште еднаш во добра шанса Неџипи, како и пред 7 минути. Еве напад, добар течен на Работнички и Петковски, ево добра шанса за погодок, меѓутоа одлична интервенција на Гуџуфи. Петковски пропушта шанса во 80-та минута да зголеми на 4:0. Трета чиста шанса за Работнички во второ полувреме. Сали е повторно таа улога. Десно е Гури, добива топка Аломеровиќ, го нема и Дризи, оди Аломеровиќ там, удар на Аломеровиќ против Тодоровски, меѓутоа го имаше и Наумовски во оваа ситуација. Голманот на Работнички, одлична интервенција. Првата шанса е ова за Слога Југомагнат, изгледна во второто полувреме, значи во 39-та минута. Работнички слави 8 победа и останува лидер на табелата. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.